Brothers заедно со Мијата на Play Radio I Want It More. Тоа е всушност и најавата за разговорот кој што следува. Познатата македонска вокална солистка Наташа Крставска, позната како Мијата, неодамна го промовираше новиот сингл заедно со Brass Brothers насловен како I Want It More, кој што го слушнавме сега. На 15 мај одржа концерт во рамки на петото издание на Скопски градски фестивал. Концертот се одржа во една несекојдневна интимна атмосфера во камерната, односно малата сала на Филхармонија. И на двете теми зборуваме со Мијата, која што имаме во телефонско вклучување во живо. Мијата, поздрав од Струга. Најпрво да позборуваме за соработката со Brass Brothers. Тука освен како вокал се јавуваш и како текстописец на песната. Како дојде до соработката со нив и кој е фидбекот што досега го добиваш од публиката за оваа песна? Најпрви здраво живо до сите слушатели на Play Radio, здраво и до тебе, Ирина. Ти благодарам за одвоеното време медиумски. Токму оваа песна да ја промовирам, ова е нешто многу поинакво од било што до сега јас што сум промовирала, затоа што е носечки всушност токму бендот Brass Brothers, тоа е нивен проект, а јас сум само гостинка и баш сум почестена што сум дел од овој проект, бидејќи за прв пат се работуваат со вокалист во песна кој што е од Македонија. Значи до сега имаат повеќе траки, они претежно прават клубска музика и се значи бенд кој што настапува на корпоративни ивенти, баш за подигање на атмосфера и кажувам уште еднаш дека сум многу почестена што токму мојот вокал одлучија да биде во една од песните на нивниот нов албум. I Want It More е многу искрена, значи јас всушност никогаш не сум написала текст кој што не е искрен или е нешто што не ми се случува мене директно. Да, и тоа публиката го препознава секогаш затоа што емоцијата е некако твојата главна карактеристика. И се надам така и дека ќе остане. Мислам, јас никогаш наменски нешто не сум направила. Дури оваа соработка наша, јас ја добив траката, нивна идеја беше и желба. Ние се сретавме, всушност корпоративно години и по предходно за јубилеј 100 години на контрола на летање професијата и ги имавме ангажирано Brass Brothers да не забавуваат како здружение на контролори на забава. И некако линкот енергетски, знаеш, кога ќе се спојат луѓето, одма беше јасно дека ние потекнуваме од некој сличен енергетски извор и уште тогаш рекоа Мијата, може ли ние некој да те побараме, пошто спремаме албум со задоволство и така натака. Ама нели често остануваат работите на муабет, меѓутоа ова е производ дека всушност кога ќе се спојат професионалци, артисти, се прави нешто добро и не е само муабет. И фактички што има нели материјална основа, тој муабет и сега го слушаме тоа во позадина како I Want It More, повеќе од драго ми е, искрено ви кажам. Така е, сега спомена во најавата на 15 мај одржа концерт во камерната сала на Филхармонија во една прекрасна атмосфера. Амбиентот беше всушност дневна соба, па претпоставувам дека една од целите беше публиката да се чувствува како да е кај тебе дома. Чија беше идејата и колку си задоволна од концертот, од она што имав можност да го видам како снимка, многу емоции, еден прекрасен посебен концерт. Ти благодарам, жалам што не дојде, што не успеа да дојде. Знам дека секогаш од другите места и градови не е едноставно да се организира публиката. Да. Се надевам дека можеби ќе го повторам низ Македонија. Градовите, ова беше прва моја соработка со Баги комуникации, со Владимир Мандичевски како организатор, менаџер. Најчесто јас концертите или било какви настапи сама сум ги организирала, што е секогаш нели многу потешко артистот и логистички да се бави со сите организацијски работи, на крај да искочи на сцена да пее. Сега бев во една друга улога, каде што само артистичниот дел беше на мене да изберам, концептот да го направам. Тоа со дневната соба беше моја желба веќе подолго време. Се погодивме со Smart Living да ми го направат бохо стил, цела сцена, значи јас само дојдов на готово, малтене, и можев повеќе да дадам и енергија, и вокално, и љубов, и со целата публика да конектираме. На сцена ме придружува прекрасна екипа, Мартина Нанеска придружен вокал, Кире Мирчовски гитара,
Бојан Димитровски со него прв пат соработував клавиатури, Иво Митковски беше акустичен бас и Радко Даутовски на перкусии. Меѓутоа, што беше интересно, гости кои што ми беа предвидени како Теда, Теодора Гошева Капсарова од Гевгелија, со кој што ја пееме Враќање дома, Гоце Евангеловски свиреше виолина за Верувам во себе, Александар Пишевски ус на армоника и гитара. Тие излегуваа од публиката и почнуваа да свират во публиката. Имаше наков моб ефект, седиш до тебе и пример, не знам, Стефан Манасиевич станува и почнува да пее Добра ноќ, добар ден. Така имаше еден момент на изненадување. А плюс гости ми беа Никола Стемановиќ на мандолина и Мухамед Ибрахими на гитара, со кој што изведовме Научи очи да затвориш. Таа ми е некако многу посебно драга песна од новиот албум Вида. И дадовме еден друга димензија на песната заедно и јас сега ги гледам, се уште впечатоците ги средувам. Сега јас, например, кога ги гледам работите од моите настапи, нели, имам и критичко око, гледам што се сгрешило, што може да се подобри, меѓутоа се фаќам себе си дека тоа време сум насмејана друго гледам и дека всушност фаќам дека убаво си поминале и луѓето од другата страна и ние на сцена. Така, човек секогаш е најкритичен кон себе си, барем луѓето кои што немаат нарцисоидна себе љубов, така што сосема е нормално да имаш забелешки кон сето тоа што се реализирало, но се навистина изгледа прекрасно и токму тој непосреден концепт кога музичари излегуваат од публиката е нешто што публиката покажа дека го цени и дека и се допаѓа, но овој концерт настапи со твојата мајка, од која што си го наследила практично музичкиот талент. Какво беше чувството и како беше процесот на преговарање и убедување пред концерт? Верували или не, најтешко беше мајка ми да ја убедам да дојде на сцена, да ми прифати. Ја пеевме во наше село Чешмаш Арена. Тоа е песна која што ние веќе од минатото подолго време ја пееме заедно во терци и пример. Сакав луѓето да видат од каде потекнува мојот глас генетски, иако приказната за Мијата е ќерката на Мија, двочест на мојот татко и така натака, меѓутоа всушност гласот ми е мене по мајчина линија. И сега мојата мајка никогаш ништо не направила во врска со глас. И музичка кариера нешто по-конкретна, се бавела сосем со нешто друго, метеоролог, прогностичар и така натака. И беше многу за мене емотивно, пред се, не знаев она како ќе се чувствува, пошто друго е кога пробуваме заедно вака на суво, друго е со техника, не знаев тоа да ни направи малку анксиозност, меѓутоа супер излезе на крајот. И јас и на самиот концерт кажав, не бев ни сигурна дали ќе успеам да ја допеам од емоции песната. Многу ми беше драго што ете нешто што сум го посакувала и замислила ми се оствари, а пак за бис, тоа исто луѓето не го прават најчесто, на бис кога се вративме си дојдов со Нина Јанева и си испеавме It's a Raining Man, значи всушност тоа беа некои работи кои што подолго време сум ги гледала во главата, сум ги посакувала, че таа песна јас уште пред 2 години реков, Нина треба да испева, да снимиме It's a Raining Man и сега се погоди као кец на 10. Многу така, секогаш кога ги гледам програмски работите, размислувам што публиката би сакала да види. Како ги доживува, дури репертуари кога правам за настап, например, без разлика дали е некоја забава приватна или не, секогаш размислувам што би сакал да чуе од другата страна човекот. Не само што јас можам да испеам или што ми е лесно, што знам и не треба да учам друго ново. Не, напротив. Секој настав, секој момент да се представам пред публиката ми е нов предизвик и многу ми е полна душата и со гордост гледам на овој концерт од 15 мај во Филхармонија. Така, навистина е многу убаво што имаш како артист имаш храброст да експериментираш, да правиш нешто што досега не правеле музичарите на македонската музичка сцена, таа природност и спонтанност навистина многу убаво ти стои. Сега за себе имаш 2 албуми, Небеска и Вида. Кажи ми што планираш за летово кога станува збор за настапи, дали можеби ќе имаме можност да проследиме некој убав концерт на езеро овде во Охрид или во Струга? Искрено, летото е пред нас.
кај нас во контрола на летање летото е најбизи, значи со сообраќај. Да, и за разлика од останатите музичари, јас не секогаш можам активно музички летото да си го планирам, меѓутоа сега со оваа нова соработка со Баги комуникации, можеби ќе има и ќе излезат работи за кои што мене ќе биде полесно само да дојдам, нели, да учествувам, да отпеам. На 8 јуни знам дека Brass Brothers имаат концертен настап во рамки на Скопје Салади, кој што е концерт заедно со Сарс и со Тајзи, и тука се очекува од мене да дојдам да испеам I Wanted More нашата. Значи за тоа знам сигурно, а што понатака ќе се случува, се уште не знам за летото. Ме праша пред малку и која е реакцијата на публиката за новата песна. Мислам дека со оваа песна ќе допрем до новите генерации, до помладите, бидејќи помладите воопшто не знаат ни јас која сум, ни дека постојам, ни така натака. Мислам дека ова е линк, бидејќи самите Brass Brothers се помлади од мене, мислам дека ова е линк до помладите, што за секој, нели, музичар, отварање на нови полиња и нова публика е секогаш добре дојдено, така да фидбекот генерално е повеќе од позитивен и сега ќе видиме дали ќе успееме да влеземе на репертуарската листа во клубовите летни и дали народот во клубската публика ќе го прифати како што би сакале ние. Така, мислам дека дефинитивно ќе го прифати. Кажа ми после, сосема за крај, после овие два албуми, кои се твоите идни предизвици и планови кои што ги имаш на музичката сцена? Јас кога ќе издадам албум, после тоа имам уште неколку години работа за да ги промовирам и да ги заокружам песните, така да оваа и наредната година дефинитивно ќе бидат во знакот на вида, затоа што тука има песни кои што, како што таа научи очи да затвориш, како што е поносна, како баш и ќе дознам. Значи имам неколку песни кои што им должам видео записи, сингл промоции, така да мислам дека повеќе ќе се бавам со тоа и се надевам со настапи во живо. А понатака за трет албум немам уште ништо, ни конкретно. Албумите кај мене се само за окружување од творештво кое што си се гомила, што би рекли, од песни кои што после само добиваат формат и целина во еден албум. Така, ти никогаш не си работела ништо наменски и комерцијално, тоа имаме можност да го забележиме и понекогаш е сосема во ред да се почека и неколку години за нова песна, но тоа да биде тоа, мислам дека некако е тоа концептот на твојата кариера. Многу ти благодарам и навистина се надевам дека ќе се случи некој настап во живо во Струга или во Охрид. Ти благодарам уште еднаш од срце и се надевам дека и јас забрзо ќе се видиме пред струшката публика. Така, продолжуваме понатаму, слушаме уште една одлична тема на Мијата, малку постара, насловена како Душа како твојата. Може малку и пострплива, одлучна, сигурна,